Ете го, разговорот кој што го очекував јас денес со оглед на тоа дека настапи нашиот Дарио Ивановски, кој што сите го бодревме некако и пред самиот финиш на Олимписките игри. Весна Кираџиева, 6-кратна шампионка во маратон во Македонија заедно со мене, оправдано одсутен Александар Кираџиев, ќе му ги пренесеш поздравите од нашата екипа. Благодарам и на поканата. Весна, ајде ќе почнеме прво пред да те распрашам околу атлетиката и незината, да кажам, состојба во моментов во државата. Со оглед на тоа дека гледавме дека во Македонското радио вршеше и пренос на она што нашиот Дарио Ивановски го имаше и меѓу другото го најавуваше долго. Можам да кажам дека одлично се подготвуваше ова момче. Кажи ми како беше таа цела трка, како ти ја следеше од аспект на човек кој што ги познава работите и ете како го доживеа неговиот настап на Олимписките игри? Па ете, ми беше драго да бидам дел од таа екипа која што го коментираше Олимпискиот маратон. Сепак олимпизмот е нели најголемо достигнување, па особено за нас атлетичарите, и таа прилика што ми беше возможено да бидам дел и да го коментирам токму Олимпискиот маратон, па ети настапот на нашиот Дарио Ивановски е голема чест, привилегија, како да кажам. Од еден аспект, особено затоа што ете добив и многу и позитивни критики од луѓе кои што не ни следеле воопшто маратон или не знаат што е маратонот и маратонското трчање, и така на некој начин ме охрабрија дека она што јас сум го пренесувала како знаење во текот на целата трка, додека го коментирав нели трчањето, маратонот, дури некои били дополнително мотивирани, некои биле охрабрени, некои дознале нови информации, така што ете, драго ми е што имав таа прилика и целиот тој настан биде проследен на овој начин. Ке те прашам и еве сега, без разлика што сте колеги во сето тоа, како го оценуваш настапот на твојот колега и генерално вака како човек кој што ние гледаме како лаици, ние само навиваме. Меѓутоа ти гледаш ете како се чувствува, можеби во моментов препознаваш колку сила има, како ќе истрча и така натаму. Што мислиш, како помина сето тоа? Па јас го проследив и она после тоа што тој го изјави, апсолутно јас и претходно дадов една проценка или да кажем една прогноза како ќе се одвива неговата трка, генерално трката нели на сите маратонци, затоа што многу малку се случуваат големи изненадувања во маратонски трки и генерално и знаеме во такви услови кои се очекувањата, и јас од стартот кажав дека немам големи реално очекувања дека на вакви услови, на ваква патека би можел да се направи висок резултат или висок пласман, и јас мислам дека истрча во рамките на она кое што реално можеше и подобро. Јас да речеме мојата прогноза беше дека ќе истрча 2 часа и 18 минути, тој 2:28. Претпоставувам дека ете можеби првата половина малку повеќе го повлече онаа група во која што трчаше и тој напред. Јас нели ги следевме и неговото состанување од водечката група, и јас дури во самиот коментар кажав дека сметам дека можеби малку појако тргна, меѓутоа пак ќе кажам, голема е еуфоријата, олимписки настап е и нормално е тоа да се случи. Меѓутоа сепак мислам дека е голем успех самиот момент што тој стигна на Олимпијади, што имавме маратонски представник, особено ете за нас маратонските тркачи, што јас еве и конкретно и брат ми затоа што го спомена нели дека требаше да биде со нас тука. Од секогаш сме навивале, односно сме биле поборници за тоа во Македонија да има представник маратонец, затоа што сепак маратонот е најолимписката дисциплина. Од тука почнува маратонот, од тука почнува олимпизмот, се извинувам, од тука почнува на борба, па дури во почетокот нели на модерните олимписки игри, па и да се вратиме наназад во античко време зачетокот. Да. Јас би барала од Режија и да видиме некои инсерти од Олимпијадата, од тоа како помина сето тоа таму и за оние непредвидливи моменти кои што се случуваат генерално. Еве, Весна, ги гледаме, можеш и да ги коментираш што се случува еве вака кога на целта ќе се пристигне и кога буквално атлетичарот
бира, му се случува никаква ваква непредвидена ситуација? Секако дека и такви моменти има во атлетиката, некој знае добро да се снајди и да го одмине тоа. Меѓутоа борбата е тремата, пред се веројатно има голема трема, голем притисок и не секој знае да се носи со тоа. Ете конкретно зборуваме и за трките со пречки се на вистина малку и по инаков начин, додека пак во маратонското трчање телото едноставно знае да откаже. Тоа не ве прашува дали можеш, дали е тоа уште самиот финиш, едноставно погледнете каква неправда, почитувани гледачи, ова што се случи. Сега исто така имаше еден момент во кој што олимпиката прерано се израдува. Значи таа малтene пред финишот почна и да танцува, предпоставувам веќе се радуваше со некого и другата олимпика ја пристигна. Весна, кажи ми како се чувствува еден атлетичар и еден човек кој што еве го моментот кој што се наоѓа во ваква позиција. Затоа секогаш велиме помини финиш линијата, па потоа почни да славиш и да се радуваш, затоа што не знаеш ти за тебе кога ќе те одминат и баш токму поради овие причини постои, нели? Сега многу зависи од претходната подготвеност, од она што ќе ве научат тренерите. Ете, јас така сум била учена. Дури кога сум била назад, бори се до крај, не се откажувај, затоа што па таа пред тебе може би нешто да и се случи во последен момент, ете како на овие трки ти да влезеш втор, трет. Значи секогаш трче до крај, дури не ја поминеш финиш линијата. Тоа е некое непишано правило. Гледаме различни дисциплина. Се сложуваш со тоа или не? Јас дефинитивно се сложувам, затоа и токму и атлетиката е насловена како кралица на спортовите, тоа е така во светски рамки, не е тоа нешто што јас заради книгата сум го измислила, туку едноставно така постои. Атлетиката е кралица на спортовите со самото тоа што таа е базата. Значи тука почнувате, без разлика со кој друг спорт понатаму можеби ќе продолжат, посебно кај младите, нели, кога почнуваат да се развиваат, секогаш се почнува од трчањето. Па дури да тренирате понатаму фудбал, пред да го почнете својот фудбалски надпревар се загревате со трчање. Токму од овие причини атлетиката се смета за кралица на спортовите и повторно ќе се вратам на она извор на спортот, посебно во денешно модерно време, нели ги влече корените од оној антички олимпизам, кога се формирал спортот, тогаш нели не бил третиран како спорт, повеќе било како надпревар помеѓу војниците, нели тогаш се сопирале сите војни кои што се одржувале тогаш нели во античка Грција, па дури ете постои легенда дека и Филип и Александар Македонски биле на некој начин дел од овие олимписки игри, буквално нели се сопирале војните без разлика, тогаш во друг начин, друга распределба на државите, градови држави. Меѓутоа самата тајте дека маратонот почнал од маратон, од полето маратон, каде што се водела битката и каде што тука нели тогашниот војсководец стигнал да ја пренесе пораката дека освоиле битката, и затоа сега нели се превземе името маратон, така се вика трката, така се вика дисциплината, и самото тоа покажува на кое е значењето, која е големината на маратонското трчање и самото тоа што има, што е 42 километра, покажува колку исцрпувачка. За да вие истрчате една трка од 42 километра, мора да бидете подготвени. Значи имате за рекреативни тркачи кои што никогаш претходно не трчале, можеби 3-4 месеци е доволно да се подготват, не да направат светски резултат, меѓутоа доволно за да можат да завршат, да речеме, во подобра здравствена состојба, да не се распаднат на финишот. Меѓутоа, кога сте професионален атлетичар, тоа за нас е животен стил, тоа го правиме постојано, немаме ние одреден период. Точно, има период за база, за подготовка, за кога сте во топ форма, меѓутоа за нас е тоа континуиран процес, нема одреден сега овие 3 месеци ќе се спремам и после тоа ништо не правам, тоа не е така. Така, ти си 6-кратна шампионка на Македонија во маратон,
твојот брат кој што исто требаше да биде заедно со нас е 4-кратен шампион на Македонија во маратон. Зошто ја одбравте оваа дисциплина? Еве, кога е најтешка? Видовме ние тука уште многу други дисциплини. Не знам, знаете како мислам дека сите од нас маратонците кога ќе влеземе во финишот и се распаѓаме на финиш линијата, сигурно си викаме што ми требаше ова. Мислам дека после секој финиш тоа ми е зашто не избрав нешто полесно. Веројатно повеќе дисциплината ми избра мене. Не знам како да го дефинирам поинаку. Почнав со атлетика уште од многу мала. Сме разговарале нели во претходни мои гостувања дека почнав некаде од 12 годишна возраст и некако имате пробано се ова типот на со пречки трчање? Пречки немам, меѓутоа имам кратки дисциплини, имам штафета трчано, крос, нормално планинско трчање. Така што, знаете, кога сте млад, тогаш се покажува и во која дисциплина највеќе ви прилега, односно каде би имале подобар резултат. Јас немав природно вродена брзина, така што од старт, уште од мала, мојот тогашен сега покоен тренер Методи Овеновски ме пренасочи во средни патеки, нели кога сме деца започнуваме со средни патеки, тоа беа најчесто 800 метра, но ние училишни пионерски првенства 600 метра е за девојки, значи тие дисциплини секогаш бев прва или во најмала рака во првите три победнички, така што ете почнав со 800-1500 метра подоцна и како што растеме, така нели брзината почнува да опаѓа, издржливоста ни се зголемува, па тогаш се префалив на 3000-5000 метри и тие потоа се прерасна во 10.000 метри, па почнавме на уличните трки и така завршив до маратон. Мислам дека и ова го имам споменато некогаш, дека се започнав со Скопскиот маратон, директорот на Скопски маратон Кире Синадиновски, и него ќе го поздравиме во овој момент ако не гледа. Ми се јави, се сеќавам да ме покани да земам учество на Скопскиот маратон. Еве оваа година 20 години јубилеј се прави. 6 октомври, да. Потенцираме, баш ги следиме и тие работи. Тогаш ми се јави во стил уште нова трката, се уште не ја знаат многу атлетичари и атлетичарки, нема да има голема конкуренција, ти имаш голема шанса да бидеш во првите три доколку финишираш трката, има солиден награден фонд и со оглед на тоа што знаеш и ти во атлетиката ние не сме финансиски поддржани на никој начин, ова ми се види како одлична прилика и конечно јас некако да бидам и финансиски наградена за сето она што до толку години назад со љубов сум го правела. И 6 пати реши да победиш. Да, 6 пати тоа за жал ќе беше и 7 пати ќе бев, затоа што тоа беа во низа и тогаш ајде да не звуча можеби само бедисено, меѓутоа во тој период бев неприкосновена, како да кажам, затоа што секоја година за година победував. Единствено кога имам пропуст беше таа 2015 година кога нели имавме и несакан терористички напад во Куманово во Диво населје. Таа година се откажа Скопскиот маратон. Можеби тоа ќе беше уште еден седми, да речеме нека седма среќна бројка. Меѓутоа 6 е голема бројка, за сега се уште нема ниту една атлетичарка. Се уште си рекордерка, и јас сакав тоа да го напоменам, која што го постигнала твојот резултат. Да, па нема, сега мислам дека најблиску е Попарсова, која што мислам дека има 4, можеби 5, не знам точно. Меѓутоа да, се уште сум актуелна со најголем број освоени титули во маратон. Весна, годините минуваат. Верувам дека веќе ја немаш ни таа кондиција која што си ја имала во тие години, ниту пак можеби и ентузијазмот за трчање и така натаму, меѓутоа она што ме зачудува е дека многу често, без разлика во кој домен да си во животот, со што и да се занимаваш, некако се задржуваш во маратоните. Како изгледаше, пред 10-15 години, кога беше непобедлива трчањето, а како ти изгледа сега маратонот, кога веќе ќе кажам си жена, зрела жена? Да. Сега ми е повеќе уживање. И зошто не се откажуваш? Тоа сакам да го прашам во суштина. Не знам, јас секоја година викам готово, ова е последна. Ама некако
некако ме повлекува веројатно целата таа еуфорија, атмосферата која што не знам кога ете како што спомна нели пред 10 па дури 15-20 години кога почна да се актуализира маратонското трчање во Македонија, бевме многу малку, бевме можеби да го земеме како најголем скопскиот маратон, дали 100 учесници во маратон, бевме една шака луѓе, 10-15, тие само што се боревме за топ 3 позициите, жени уште помалку, публика воопшто, и сега како што стигнавме до ова ниво заедно, пораснавме до тука, го направивме, го модернизиравме трчањето да биде актуелно на едно поинакво ниво, да не биде само трчање за атлетичарите, туку да биде и за оние кои што сакаат рекреативно да се занимаваат. И сега кога стигнавме на ова ниво и кога ја гледам целата таа атмосфера, таа еуфорија која настанува околу 3-4 дена пред по маратонот, некако не ми дозволува да се повлечам, што се вика, сега кога успеав да го видам тоа што со години наназад сум се борала, сега да се повлечам некако не ми доаѓа. И убаво е, на крајот на криштата, и тоа е убавото во маратонот, што дури ако не се борите за пиедестал или за рекорд или за олимписки настан, да бидете дел од репрезентативниот тим на Македонија, можете како рекреативец да учествувате, па буквално има луѓе кои што на 70-80 години почнуваат да се занимаваат, да трчаат рекреативно, така што има време за мене, нели? Така, гледам пред некоја година, кога си ми гостувала во студиото, се вратила по езерска трка, каде што повторно си го освоила првото место. Да. Така да прашам, те растревожува ли никогаш кондициски, што знаеш дека доаѓаат нови луѓе, млади сили, генерации, и дека можеби нема да бидеш на пиедесталот, нема да бидеш на тие први 3 места. Какво е чувството, сакам да кажам, како спортистот, кога еве го и Новак Ѓоковиќ, кој што златото и конечно на комплетирање го направи на своја, ако не се лажам, 37 годишна возраст. Да. Па сега во овој момент веќе сум на некој начин и помирена со тој момент, меѓутоа морам да признам дека со оглед на тоа што како што кажа, нели долги години бев и рекордерка и шампионка, и моментот кога престанав да видам тоа, кога ми беше соберен и рекордот, кога не бев веќе прва на пиедесталот, беше моментот кога почнував да размислувам кој е следниот чекор, што понатаму. Меѓутоа, па од друга страна, работа ми како атлетски тренер, имам собствен атлетски клуб, издавам атлетски книги преку кои едуцирам јавноста и рекреативните и професионалните тркачи може да учат, и тоа е еден вид на дополнување на сето оно што претходно сум го правела, затоа што кога сте професионален атлетичар или спортист генерално во било кој друг спорт, вашиот фокус е да направите подобар резултат или да освоите пиедестал. Меѓутоа сега имам поинаков, полесен пристап за други, да завршам и други работи кои што не се нели само поврзани со трчањето, бидејќи кога сте професионалец, тоа ви е фокусот, да станување, правилна исхрана, тренинг, одмор, тренинг, одмор. Така, моето последно прашање ќе биде, прво сакам да ги поздравам сите учесници од Македонија на Олимпијадата, иако немавме некој значаен резултат, се беше значајно кога ќе погледнам, меѓутоа можеби иако немавме освоена бронза, сребро и злато и така натаму, самото учество таму и доаѓањето со оглед на тоа нели од која земја доаѓаме, какви ни се условите, е веќе за поздрав. Во оглед на тоа дека заедно со брати сте едукатори веќе на млади таленти, на млади луѓе кои што се занимаваат со спорт, има ли Македонија надежда, отиде на Олимпијада за 2 години, здравје Боже за оние олимписки игри кои што ќе се случуваат и понатаму, да имаме луѓе кои што ќе донесат дома метали, ќе кажам, ќе ја споредам, не може неминовно е да ни се споредиме со соседна Србија, која што со оглед на тоа колку медали освоја, се искачија на 27-то место, кога станува збор за оној ранг на земји со најмногу освоени медали. Дефинитивно дека има шанса. Македонија има талентирана младина, има талентирани млади деца па и тренери кои што ќе знаат да ги насочат. Меѓутоа, јас би започнала со поинаква стратегија за спортот, бидејќи ние немаме толкав капацитет и не сме толкава нација за да форсираме можеби
екипните спортови, како што се нели фудбал, кошарка, ракомет, каде што треба нели поголема екипа, поголем да речам расадник на таленти. По индивидуалните спортови е многу полесно за земја како нашата. Јас би сметам, мислам и одамна тоа го кажувам дека ни е потребна поинаква спортска стратегија во Македонија каде што би ги форсирале и ги финансирале повеќе индивидуалните спортови, особено можеби атлетика, пливање, борење, каде што имаме веќе покажано и докажано дека имаме таленти, каде што можеме да развиваме и да се доближиме, нели? Во најмала рака, доколку се пренасочат попаметно тие финанси кои што од една страна се даваат за екипните спортови, каде што реално немаме шанси. Тоа мораме да си го признаеме, немаме реални шанси да бидеме во тие тимови, додека во атлетика, во пливање гледаме дека постојано имаме шанси и дека е многу добро со многу помали финанси од оние кои што се вложуваат во екипните спортови да направиме многу поголеми резултати. Значи за помали финанси да направите повеќе резултат, тоа е само паметна стратегија. Јас сметам дека долго време наназад не сме виделе, имаме ме радува што имаме што се основа Министерство за спорт, па конечно ние спортистите на некој начин да имаме свој дом и се надевам дека во иднина ќе имаме ваква паметна стратегија. Светот на младите останува. Ти благодарам многу за гостувањето. Ми беше голема чест да го поминам ова утро во твое друштво и да дознаеме нешто повеќе и за атлетиката воопшто, но за атлетиката во Македонија посебно. Благодарам. Благодарам и на тебе.